Владеачката партија ВМРО ДПМН е преку панел дискусија даде очот за сработеното во последниве 10 години. Отворени 160.000 работни места, инвестиции во инфраструктурата, директна подршка за земјоделците, повисоки плати и пензии и уште ред поволности за граѓаните на Македонија, посочија владините министри од редовите на ВМРО ДПМН. Според вице-премиерот Владимир Пешевски, за одржлив економски раст потребна е стабилна политичка клима во земјава, а пак министерот за финансии Кирил Миновски го потенцираше воведувањето на рамниот данок и подобрување на бизнис климата во земјава со ефтини кредити за компаниите. Миновски најави и рекордно ниво на капитални проекти. Капиталот најмногу и прво што бара тоа е сигурност или предвидливост на она што ќе се случува. Ако јас во макроокружувањето знам што ќе се случува, знам и како да си ги поставам моите политики на ниво на компанија или на ниво на инвестиција. Од тие причини, првата работа на која што бевме посветени е задржување на макроекономската стабилност. Кога се збори за концептот на одржлив економски раст кој што треба да обезбеди подобра благосостојба, подобар животен стандард за граѓаните, главно говориме за две работи. Едната се мерки во делот на деловното обкружување, значи подобрување на деловното обкружување за да може приватниот сектор и компаниите да создаваат вредност, и вториот сет на мерки се мерки на развојот на приватниот сектор. Тоа е сублимирано, меѓутоа тие мерки за развој на приватниот сектор се комплексен сет од активности кои што вклучуваат и политики, меѓутоа и мерки на микрониво кои што компаниите треба да ги превземат. До крајот на годинава бројот на вработени во компаниите со странски капитал ќе се искочи на 18.000, најави директорот на слободните економски зони Виктор Мизо. Според него, влезот на странските инвестиции во земјава ја зголемил цената на пазарот на труд. Владо Мисајловски, министерот за транспорт и врски, потенцираше дека градежништвото е моторот на македонската економија. Се градат автопати, локални и регионални, како и експресни патишта. Ние од земја која до пред само неколку години сме имале само 60% покриеност на увозот со извоз, сега таа бројка е веќе околу 71%, што значи дека софистицирани производи, дали се тоа автобуси, дали се тоа катализатори, дали се тоа воздушни перничиња, дали се тоа електронски компоненти, креираат многу зголемена додадена вредност која се создава овдека во Македонија, и заради тоа активно имаме не само зголемување на извозот, туку и зголемување на покриеноста на увозот со извоз. Ако тргнете од Скопје кон Велес, веќе го завршивме патот, целосно се реконструираше, сега ги работиме и тунелите. Исто така веќе сме во започнување на нова постапка на рехабилитација на коридорот 10 на најлошата делница, тоа е Неготино до Емиркапија. Сите имале можност да го поминат тој дел, доста оштетена делница, веќе е потпишан договор, веќе започнаа градежни активности, инвестиција од преку 6 милиони евра. Се гради нов автопат од Емиркапија кон Смоквица, односно кон Гевгелија, и тоа е во полн ек. Јас очекувам следната година официјално да го пуштиме. Станува збор за еден од трите автопати што ги градиме, но исто така и од Гевгелија кон Смоквица заедно со Европската унија правиме уште една нова рехабилитација која исто така во завршна фаза. Тргнете од Скопје кон Штип, се гради нов автопат, инвестиција од преку 206 милиони евра. За овие 10 години земјоделците добиле субвенции во висина од 1 милијарда и 100 милиони евра, вели заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Според него, во 2005 имало 11.000 регистрирани земјоделци. Денес таа бројка изнесува 100.000 земјоделци кои се регистрирани во регистарот. Ние ќе продолжиме и понатаму да ја даваме финансиската поддршка на земјоделците, бидејќи овие 100.000 земјоделци евидентирани во регистарот се оние кои што ја прехрануваат Република Македонија и кои што со сетот на мерки кои што се обезбедени во минатиот 10 годишен период се овозможува нивно самовработување, дури и проширување на своите капацитети. Ова беше прва панел дискусија на ВМРО ДПМН за отчетот за последниве 10 години. Во следниве 2 дена партијата ќе продолжи со овие активности. За недела е најавен голем собир, каде ќе се обрати лидерот на партијата Никола Груевски.